Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за она што е во фокусот на јавноста веќе од вчера попладнето, односно во текот на денешниот ден, а тоа е староновиот директор на генерален директор на Македонската радиотелевизија, кој што веќе досега имаше 2 мандата, веќе завлегува и во својот трет, откако програмскиот совет го одлучи тоа. Она што е интересно и како тема што го извлекуваме за денешното издание е, впрочем, неговата изјава за телевизија 24 вести, во кога беше телевизија 24 вести, во која што имаше кажано дека нема да се кандидира повторно за генерален директор на МРТВ, а потоа се испишмани и одлучил да ги дозаврши реформите, па затоа и се пријавил. Во продолжение прилогот на колешката Кристина Атовска на оваа тема, па ќе се вратиме во студиото. Директорот на МТВ, кој беше остро критикуван за неемитувањето на така наречените бомби, но и за непрофесионалното известување за упадот во собранието, избран да раководи со јавниот сервис и во наредните 3 години. Маријан Цветковски од 12 пријавени кандидати бил оценет како најадекватен од програмскиот совет на МРТ. Единствено членовите предложени од ЗНМ и Албанскиот театар не гласале за Цветковски. Актуелниот состав на програмскиот совет е избран од собранието за време на владењето на претходната гарнитура, а мандатот му истекува кон крајот на годинава. Председателката на советот Смилка Јанеска Саркањац вели дека не се оценувале кандидати, туку програми и дека одлуката е веќе подпишана. Советот според статутот оценуваше анонимно доставени програми за работа и избраните беа најквалитетни и од менаџмент и од програмски аспект. Не оценуваме кандидати. Цветковски, кој претходно за телевизија 24 изјави дека нема да се кандидира за директорското место, сега вели дека решил да ги доврши реформите. Го повикуваме собранието да констатира неспојивост на функции и да ги разреши од програмскиот совет на МРТ, Јагнула Куновска и Косана Мазнева, поранешни пратеници на ВМРО ДПМН, Аги Млека, поранешен амбасадор, и Снежана Клинчарова, поранешен портпарол на општина Бутал. Владата е на ставот дека оваа одлука ќе важи се до донесување на новиот закон за медиуми, кој веќе е во процедура, и дека со овој закон ќе се направи целосна департизација на јавниот сервис. Владата на Република Македонија нема никаква поврзаност со овој избор. Овој избор е одлука на програмскиот совет на МРТВ, кој се уште функционира во стариот состав. Граѓаните на Република Македонија добро знаат кој членува во тој стар состав, на кој начин работеше и под чии влијанија и како е направен овој избор. Остро реагираше Сдруженијето на новинари, кое го оцени изборот како резултат на притисок од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ. Одлуката да се кандидирам ја донесов по долго размислување и по консултации со мојот тим, пред се инспириран од мотивот да се заокружат определени започнати процеси и реформи кои ќе значат издигнување на националниот сервис на повисоко квалитативно ниво и ефектите од тие процеси ќе почнат да се чувствуваат набрзо и да имаат позитивна рефлексија. Предлог законот за медиуми можно е да се усвои на посебна владина седница до крајот на неделата. Итни реформи во јавниот сервис бараше СДСМ како опозиција во време кога јавниот сервис одбиваше да ги емитува прислушкуваните разговори. Тоа е темата за која што ќе разговараме во текот на денешното издание на Очи во очи на 0260 91 924 или 0260 91 925, но истовремено и на фан страницата на Facebook. Цветковски од МРТВ Пишманаджија прво изјави дека нема да се кандидира, а потоа одлучил да ги доврши реформите. Токму неговото повторно директорување генерално со Македонската радиотелевизија е она што ја бранува јавноста, особено експертската која припаѓа на делот на медиумите. Добар ден, доколку имаме некој на линија, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Љупчо, поздрав до вас, Љупчо. Поздрав и до вас. Благодарам, повелете. Апсолутно. И морам да кажам дека не можам да сватам како може некој да директор, некаков директор, некаде директор, па макар и во МРТВ и така натаму, да биде избран од некаков одбор кој треба да биде под контрола на власта, а не е под контрола на власта. Значи, избран е тој одбор кој го избрал, не знам како се вика таму, се прощавајте. Меѓутоа,
Меѓутоа, власта го избрала, сега, тоа значи дека тој одбор може да избира директори во недоглед, односно додека не му престане мандатот. Па како би тој... Не можам да разберам какви се тие закони, кој е тој правилник, кој го одредува сето тоа. Сето тоа мене ми е несфатливо едноставно, како на граѓанин на оваа држава Република Македонија. Зашо на вистина за човекот, за Цветковски се зборува многу работи. Али во секој случај сегашната власт, односно луѓето кои ја поддржаа сегашната власт, има негативно мислење за него. И сега, како тој повторно, по трет пат, е избран за директор на МРТВ? Па МРТВ треба да се укине. Едноставно треба да се укине по примерот на грчката држава телевизија и да се санкционира и да се преуреди од почеток. Добро. Едноставно. Али ова да се случува во Македонија, во демократска Македонија, во европска Македонија, за каде се стремиме да појдеме, па тоа стварно е неприфатливо. Неприфатливо и несфатливо. Добро. Јас ве поздравувам, секој добро. И јас ве поздравувам и ви посакувам и вам секој добро. Дали имаме на некој на линија, повелете? Да, добар ден. Ве слушам, добар ден. Поздрав до тебе и до телевизија 24. Поздрав и до вас од нас, повелете. Еве, после месец дена, повзидење, сакам да придонесам околу оваа тема која што е ставена на екранот. Господинот Цветковски, вие многу малце го познате, али јас го познам затоа што сите акредитирани новинари во собрание доаѓаат таму кај мене на да ги пресретам, да му дам пропусница за додат на комисија да гледат. Сега, кога веќе по трет пат доаѓа овој човек да се кандидира, ова не е срам за него, да ви кажам. Срам е за постојачката власт која владее на Република Македонија. Година и 3 месеци имаме ние од изборите од 2016 година. Се уште македонската телевизија не проработила онака како што ја знаеме ние да работи по програмските цели. Македонската радиотелевизија е првиот концесионер кој што ги пренесува сите работи во Република Македонија. Се уште година и кусур дена ние не сме чули ние на емисија, ние на програмска цел, никаква програма немаат за да можат тие да зрачат во етерот на Македонија. Јас зато многу кратко и јасно ќе ја повикам владата на Република Македонија. Никој не вика да биде партиски војник таму. Таму да се заземат местата новинарите. Ние имаме врховски новинари кои беа директори на македонска телевизија. Затоа да не се остручуваат многу, да не бараат ни закони за ова, ни закони за тоа. Владата на Република Македонија да се зафати за работата, за граѓанската опција која што ја планираше во Република Македонија, а не да се играме сега ние овде на некој начин со граѓаните на Република Македонија. Цветковски да се замени од Македонска радиотелевизија и таму да се постават и совет избран од невладени организации, од новинарите. Има новинари, имаме ние красни во Македонија кои можат да ги водат сите емисии во Република. Како можеме да кажам дека ти си еден најголемите новинари во Македонија. Искрено да кажам. Не ти правам лице. Благодарам многу. Искрено да кажам. Али ретки се тие такви луѓе што се наоѓаат како тебе, како други. Пази, то се ретки. Ја ви кажувам затоа што со тие новинари уште од Централен комитет наваки сум имал работа и сум ги држале под контрола. Али сега ова што се случува во МРТВ, јас ви е замолил уште на владата да се происпита и да види во Македонија како действуваат на сите полиња врховистичките банди од претходната власт. Так. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден, убав ден, не е вака да се вклучам во... Добар ден, Иван, повелете.
Цветковски од МРТВ пишмен начин. Знаете, тој као директор и општо Македонската радио телевизија како медиум кој што е национален медиум и кој што треба да произведува и имитира програма од национален карактер, мислам дека не ја извршува својата функција и како директор тој значи исто така не ја извршуваше својата функција квалитетно. Самите рейтинзи на медиумите покажуваат тоа колку е гледана македонската телевизија. Ако погледнеме во соседството, ќе видите дека хрватскава телевизија 1-2, српскава телевизија се најгледаните телевизии во нивните држави. Македонскава телевизија е меѓу најнегледаните телевизии во Македонија. Плюс тоа, партискиот однос во овие години се покажа дека таа е послушна телевизија, дека директорот кој што ги водеше, кој што ја води оваа телевизија, тој е најодговорен за работењето на телевизијата. Како да кажам, парадоксално звучи сега, се откажувам, па не се писманувам да ги завршувам своите работи кои што не сум ги довршил. Не знам кои работи не ги довршил. Тој не направил ни една работа квалитетна за да нешто доврши. Само да напоменам нешто. Кога ќе земете за субвенцииве за што ги правеат за музичариве што ги имаше во Македонска телевизија, тој не ги има подпишано, имаше обврска да ги подпише за 3 дена или 4 дена, не знам како законот како беше така како. Добро. Тој не подпишано за цели 6 месеци 7 тие квартали тамо во една година. Што направил самиот тоа покажува колку е квалитетно и колку е сериозен во своето работа. Так. Мислам дека ова е преоден период, кога ќе испадне со законот, новиот закон за аудио и аудиовизија, визуелна уметност. Дека со тој закон ќе се смени оваа ситуација, мислам дека тоа ќе може и да се смени и не знам како точно ќе се изгласа законот, како е во верзијата законот, само во член 62 како. Мислам дека треба дали ќе има можност да се и сменати некои работи во македонската телевизија и конечно да имаме телевизија која ќе е репрезентативно, која ќе прави програма, која ќе не можеме да ја гледаме со задоволство. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Блу на Твитер ни пишува, вели, власта е со невиден, дури срамен дилетантизам. Дури и при државен удар прво се зазема телевизијата. Секоја власт секаде го менува раководството на телевизија, камоли во едно криминално владење на МТВ. Добро, од реакциите кои што одат по социјалните мрежи, а кои се поприлично огромен број во однос на реизборот на Цветковски за генерален директор, веројатно една од поспедулваните е колумната на Саша Ордановски, која што се однесува токму на оваа тема, која вели, доколку успеам ќе ви ја прочитам цела, започнува вака, вели: Господинот Маријан Цветковски е реизбран за генерален директор на МРТВ со одлука на програмскиот совет на јавниот радиодифузер. Новиот мандат ќе му трае уште 3 години, иако на таа функција се наоѓа од 2012 година. Со тоа мислам дека овој тотален, тоа му е нагласено, анонимус ќе стане човекот со најдолг директорски мандат во историјата на македонската некогашна државна, па потоа јавна радиотелевизија основана во далечната 1944 година. На здравје. Голема е веројатноста дека за него никогаш не сте слушнале, доколку не сте член на раководството на партијата на Никола Груевски, или ако баш не сте вработен во МРТВ. Да ви наредам 10 фотографии за негово распознавање, предпоставувам, а и речи сум убеден, дека ни наслика не би го препознале. Значи за човекот кој ќе наврши 10 години раководење со најважниот дел од медиумскиот систем во државата Македонија, од ослободувањето до денес, ниту сте слушнале, ниту пак знаете како изгледа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака сега кратко ќе кажам нешто. Не знам зашто пред малку го покажа како се поздравува со председателот на државата. Тоа е единствената фотографија што може да се најде. Добро, не, ако не, ја немам ништо против фотографијата, него дали се тие двајцата најспособните, тоа ми беше чудно и второто прашање ми е да не е случајно венчан за македонската радиотелевизија. Добро. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Имате, добар ден. Ве слушам, добар ден. Кој е тој овој? Првпат го слушам овој човек.
Од 2012 наваму е директор. Директор на што, на телевизија? Да, на МРТВ. На МРТВ? Да. Добро, кој одлучува таму за тој директор? Власта ли одлучува? Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. А кој го составува тој програмски совет? Тоа по закон ќе прочитам, ќе ви кажам, но генерално има предлози и од здруженијата, и од владата, и од неколку аспекти за членовите. И го најде овој Цветковски. Си кандидирал, така велат. Тие вака велат. Советот според статутот оценуваше анонимно доставени програми за работа и избраните беа најквалитетните и од менаџментот и од програмскиот аспект. Не оценувавме кандидати, вели таа претседателката на Советот. Овој човек од сенка, така? Па со оглед на тоа дека од 2012-та е директора, вие не го знаете. Па значи изгледа е многу способен тој. Не се јава во јавноста. Работи способен е многу и затоа телевизија нашава доваде реđe. Срамота е. И ова власт пише што направи, не знам. Пред 4-5 дни имавте дебатна емисија таму со директорката на гинекологија. Не зна, ја праша вашата новинарка, смртноста на доенчињата што се тука во клиниката на гинекологија нема податоци од каде се. Да не ги донесе од негде од Тунгузија. Па има ли тамо некој да работи нешто? Така. Добро. Години кусор више дојдоа на власт и ништо не направија. Так. Ние излагавме шарена револуција, тие работи против телевизија, под да се смени програмата се смена, само директори, ништо. Пуштено све низ вода. Срамота е више. Добро. Цветковски, прв послушам ја. Не, а што беше тоа Ратајовски? За кој? Ратајковски не имавте. Си даде оставка тој од функцијата. А што беше тој директор? Тој беше главен и одговорен уредник на прв програмски сервис, односно на МТВ1. Така? Да. Па сега со него ставите Груевски. Нема нешто, судон му е близко, тука нека биде. Со нив. Так, добро. Ајде, фала, пријатно. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Значи вака, директорот на МТВ, кој беше остро критикуван за неемитувањето на така наречените бомби, но и за непрофесионалното известување за упадот во собранието, е избран да раководи со јавниот сервис и во следните 3 години. Маријан Цветковски од 12 пријавени кандидати бил оценет како најадекватен од програмскиот совет на МРТ. Единствено членовите предложени од Сдруженијето на новинарите на Македонија и Албанскиот театар не гласале за Цветковски. Актуелниот состав на програмскиот совет е избран од Собранието на Република Македонија за време на владењето на претходната гарнитура, а мандатот му истекува кон крајот на годинава. Претседателката на советот Смилка Јанеска Саркањац вели дека не се оценувале кандидати, туку програми и дека одлуката е веќе подпишана. Добар ден. Добар ден, Огне. Поздрав, ве слушам. Јордан Затанал за тоа. Јас преска зборов со Мартинка. Се договоривме многу работи, во кои што и веќе јас бе спомнат. Тоа е исто за ова директорот тука и СТВ. Тоа е октоподот кој што командува со Македонија и македонскиот народ, сака луѓе што не бесат, не колат, за жал. Тоа е моје, бидејќи прв пат во животот секојаш на сите телевизии и кај вас, не се не сите. Само ајде, сите и кај вас се јавам. И ме нарече дека јас сум бил, дека запишав. Само, извини, молим те да си прочитам. А зашто се однесува тоа? Јас сум бил некој тип проблематичен, ми текна. Иако запишав, од нервози, што викам онам. Туте до нејки, бидејќи сакав некоја си колеска од октоподско дете ли е, дали е стварно вработена, не се представи по име и презиме, не го познав гласот, дали е познавам, бидејќи јас работев цел живот во СОК, ЗПП и УЈП. Ова се работи од УЈП, која што и вашата куќа е нападна, што јас викам наследија о нас,
силата. Господин Јордан, ви благодарам за јавувањето. Поздрав, ќе ви посекам убав ден. Ако сакате да возвратите на нечие јавување каде што сте се почувствувале навреден, тоа сторете го во истоиветната емисија во каде што и сте ја слушнале навредата, а не е фер тоа да го правите во оваа емисија за која што јас ниту знам, ниту па дел од гледачите кои што ја следат веројатно можеби само оваа емисија, исто така не знаат за што станува збор. Секогаш тоа правете го во истоимената емисија таму каде што се почувствувале навреден од страна на некој друг. Значи не е фер во однос на другите гледачи да го правите ова. Добар ден. Добар ден, прв пат се јавувам. Мило ми е, повелете. Па, коментар за директорот. Ајде. Како директор, јас сум член на СДС, ама со вакви работи не се слагам, прибирајќи зошто не застанат да си стварно некој човек квалитетен и македонската телевизија да ја гледаме како дел од државата, а не ова, ние не го познаваме директорот, на кој е директор на МТВ и не гледаме, например, да има политички емисии, да застанат, да знаеме дека вистина е државна телевизија. Не се слагам ова со СДС што го права, не е во ред што вика претходниот дека сме оделе во шарена револуција и сегде и вакви работи да се не се добри овие работи што ги прави СДС. Без разлика, али треба да застанат како што не ги менуваат директорите по училиштата, исто направи исто и во македонската телевизија. Од мене толку и пријатно ве поздравувам. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Ордановски во својата колумна продолжува, вели: не се тревожете, нема зошто да го знаете, со ништо не се прославил. Ако протарашкате малку на интернет, ќе дознаете дека за него се врзуваат главно некакви афери. Наводно дечкото нагло се стекнал со голем недвижен имот во последните 10 години. Го третираат како еден од најлојалните послушници и слепи извршители на режимот на Груевски. Вршел притисоци врз вработените во оние времиња да се излегува на протести против ЗАЕФ и СДСМ, се озборува како еден од главните оперативци на ТВ Нова на Сеат Кочан, да, истовремено со функцијата и платата во МРТВ, а го има и како прима некаков орден од Иванов, значи се некакви шибицарски безвезарии, тотален nobody. Тој доби уште 3 години мандат по изминатите 6 да раководи со МРТВ врз основа на поднесена 3-годишна програма за работа што беше услов во распишаниот конкурс за избор. По 3 години и нови 40 милиони евра од буџетот на државата подоцна. Ке има право и на реизбор уште 3 години. Груевски ке може вода да му носи. До тогаш дури и Хорхе ќе биде заборавен во некој овоштерник во Валантово. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Со директорот на МТВ Цветковски. Се вака. Јас, пример, како граѓанин не се слагам. А само ќе ми извинете за претходната гледачка. Нека не се представува дека е СДС, демек не одговара СДС што прави тоа. СДС е многу демократично се представува пред незино право си е тоа како ќе се представува. Повелете со коментар. Да, преддемократски. Вака сега. Ја владата ја окривувам. Требаше пред време одборот во телевизијата МРТВ да се сменат, да се донесе закон, да со владата може со мнозинство и ништо, само тоа е еден ден работа, ни пола саат. А не да дозволи пак опозиција да ти биде тебе во МТВ и да те командува како што треба да направиш. Знаеш, веќе со тие демократски демагоги на сегашната опозиција веќе е преку. Ама ја не ги опште СДС и владата не ги поддржувам вака, не. Не, ние бевме за подобра Македонија, подобар живот, подобра Македонија. На недемократи не можеме демокрација да им покажеме. Затоа требаше да се смени и хитно да се смени. Добро. Толку. Благодарам се. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Слушнав во неколку јавувања од гледачите во однос на влијанието, тоа која партија требало да влијае. Мора да се разбериме една многу важна работа. Македонската радиотелевизија е јавен радиодифузен сервис, исто како и сите останати државни народни институции. Тоа се јавни сервиси кои што треба да бидат контролирани од страна на народот, бидејќи токму се финансираат од страна на нашите пари кои што ги даваме од даноците за она што го работиме катаден. Значи не може политичка партија, не може, еве се покажува праксата дека може, но не смее, и тоа законски е така и регулирано, но и не смее политичка партија, без разлика дали е на власт или е во опозиција,
да врши влијание врз каков и да е медиум, политички, партиски притисок, само за остварување на своји некакви цели. Особено во тоа, репер треба да представува како треба и како не треба македонската радиотелевизија. И затоа би било многу сериозен проблем доколку и власта сегашна има влијание врз МРТВ или пак опозицијата има влијание врз МРТВ. Генерално, партискиот притисок и партиското влијание врз каков и да е медиум, особено јавен сервис, е многу проблематично и треба да биде санкционирано. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Благодарам. Повелете. Тоа моето размислување е следното. Со самото доаѓање на власт на новата политичка гарнитура, значи како што на некој начин се зазедува со првиот чекор да ја укинат радиотелевизиската такса. И значи не требаше да застанат тука. Требаше да ги сменат директори, уредници и сите оние кои што ја водат политиката на македонската радиотелевизија. Македонската радиотелевизија е огледало на државата. Таа е затоа се вика македонска радиотелевизија. Таа е глас на народот, глас на државата, каде што ние треба да бидеме најпрво информирани сите новости, сите новитети кои што се појавуваат во државата, било позитивни, било негативни. Треба ние да ги слушнеме прво од нив и да биде нивниот директор најревносната личност, најодговорната личност која ќе ги пренесе сите тие настани. За мене е нелогично нашата македонска радиотелевизија да не се воопшто вклучи во моментите кога се слушаат бомбите. Вистина се непожелни за некого. Може тие се невистините за некого. Меѓутоа ми се чини дека за повеќето граѓани на оваа држава тие бомби беа толку вистинити, толку беа природни нивните гласови кога дискутираа на тие, значи преку тие бомби, ние бевме фрапирани од она што го слушавме од нивните задачи кои што си ги зацртале. На кој начин да скренат државата во друг правец, да насочат во лични интереси. И ми се чини, нашата радиотелевизија, значи прво тука потврди. Второ, една телевизија која што е национална, да не пренесува значајни спортски настани, било од државата, било значи од надвор, значи нашиот граѓанин да биде задоволен од таа телевизија. Да имаме, значи ние сами да бараме што ново однапред ќе ни сервира тој сервис. А ние сме значи сме завиткани во некое црнило што не можеме. И ми се чини дека при малку 2 мандата што бил заспан тој директор и сега треба да му дадеме трет мандат. Зашто? Која е одликата на неговото работење? Так, добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, режија. Да, добро, на крај сме, го тргнавте важно подписот. Во однос на крајот на оваа емисија, само ќе завршам со еден дел од колумната на Саша Ордановски за civilmedia.mk, вели: единствената среќа во несреќа е што трагично, под сигурното раководство на староновиот генерален директор, чие име постојано го заборавам, гледаноста на програмите на МТВ ќе продолжи да биде помала од гледаноста на една конкретна телевизија која што се зема секојаш за репер, но не е битно во овој случај да се споменува, која што има многу мала гледаност. А за слушаноста на македонското радио не знам, бидејќи наведената телевизија не емитува радиска програма. Пријатно.